Правото на поседување на оружје беше една од главните теми на председателските конвенции со кои официјално се потврдија кандидатурите на Доналд Трамп и на Џо Бајден. Сепак, Републиканската и Демократската партија имаат различен пристап кон ова прашање. Правото на поседување оружје е заштитено со уставот, според председателот Доналд Трамп ќе биде одземено доколку демократите ја освојат Белата куќа. They will take your guns away. Either that or obliterate the Second Amendment. Вториот амандманот секогаш бил во центарот на политичката дебата во САД поради улогата на оружјето при создавањето на државата. In the name of being able to prevent a tyrannical government. And so because of this desire to have that protection at all times, it undergirds and kind of flows through all of American society. Правото на поседување оружје беше истакнато на првата вечер на Републиканската национална конвенција од адвокатите Марк и Патриша Меквоски. Двојката стана популарна на социјалните мрежи откако впери оружје кон демонстрантите пред нивниот дом, кои беа дел од протестите "Црните животи се важни". President Trump will defend the God-given right of every American to protect their homes and their families. Поддржувачите сметаат дека забраната на оружјето не е одговор на проблемот. Татко на жртва при пукањето во училиштето во Паркленд во 2018 вели дека Трамп го направил вистинскиот избор поддржувајќи строги мерки за безбедност на училиштата. I truly believe the safety of our kids depends on whether this man is re-elected. Но честите масовни пукања изминативе години ги зголемија барањата за контрола на оружјето. Според јавните анкети, повеќето американци поддржуваат рестрикции. Токму тоа беше истакнато на Демократската национална конвенција. Focusing on the gun violence reduction policies is a place where it can unite pretty much everybody in the Democratic Party's tent. So it makes sense to focus on that as opposed to something that might be a little more contentious. Ако биде избран, председателскиот кандидат Џо Бајден вети дека ќе воведе универзална проверка на луѓето кои купуваат оружје, како и оти ќе се донесат закони со кои ќе им се одземе оружјето на оние кои представуваат закана за себе и за другите. Поранешната конгресменка Габи Гифордс, која пред 9 години беше тешко повредена при пукања, вели дека се потребни клучни реформи. We can let the shooting continue or we can act. We can protect our families, our future. We can vote. We can be on the right side of history. We must elect Joe Biden. Во кампањата се отворени многу прашања, но аналитичарите велат дека односот кон поседувањето оружје останува во врвот на агендите и на политичарите и на гласачите. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека за 55% од регистрираните гласачи, политиките околу поседувањето на оружје играат важна улога во тоа за кого ќе гласаат на изборите во ноември. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.